Министре Димитров, ви благодарам што прифативте да дадете интервју за МИА. Долго чекориме на патот кон ЕУ, 15 години со кандидатски статус, 10 последователни препораки од Европската комисија. Првата дестинација во регионот на еврокомесарот за проширување и добрососедство Оливер Вархеј беше токму нашата земја. Дали тоа е некаква порака? Дали е или некој вид на дипломатска учтивост за недобиениот датум минатата година? Да, има доста од тоа. Мислам дека главниот мотив, токму нас да не посети, е драстичноста на македонската европска приказна. Ова што го велите во прашањето. 15 години земја кандидат, првата препорака 2009, имавме 2 години дали условени препораки, дали изгубени, а најавени, 15 и 16 кога изгледа работите сосем на површина на виделина. Земја што во регион што е многу богат со проблеми, се осмели да ги реши своите големи проблеми со затварањето на отворените прашања со соседите. Земја што во 16-та беше окарактеризирана како заробена држава, значи слаби институции, премногу моќ во еден човек или мала група, која што со сите грешки што за жал уште ги правиме, се ја врати и слободата и демократијата, и тоа не прави драстична приказна. И од тука недонесувањето на одлуката во октомври од многу европски лидери беше наречена стратешка грешка, историска грешка и така натаму. Сега комесарот вели ова може да биде и шанса, да го гледаме како шанса, да бидеме фокусирани. Тој упати многу пораки, суштински му беа, мислам, 3, вели ние остануваме на нашата оценка дека вие ги исполнивте сите услови. Меѓу другото и најави 50 милиони евра награда за перформансот, за исполнувањето. Спомена дека тој работи за конечен пробив, донесување на одлуката за пристапни преговори пред самитот во Загреб, во мај годинава, и рече дека реформите мора да продолжат, и тука посебно го истакна законот за јавното обвинителство. Не го спомена како услов, меѓутоа спомена дека многу е важно да покажеме дека имаме капацитет, дури и во ваков еден предизборен период, да се обединиме сите, да се собереме околу европската иднина на татковината. Тоа му беа суштинските 3 пораки. Кога сме кај законот за јавно обвинителство, Вархеј изрази надеж дека ќе биде донесен во сегашниот парламентарен состав. Вчерато имаше средба и со лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Со вас мислам дека имаше средба после сите средби што ги оствари во земјава. Дали евентуално имате некакви информации, дали на средбата со Мицковски се разговарало за да опозицијата на некој начин ни се предочи колку е важно да се покаже конструктивност во овој период и тој закон да се донесе пред распуштањето на парламентот? Тој сигурно иста конзистентност има во неговата порака, тоа што го кажа јавно на пресконференцијата со премиерот Спасовски. Тоа на сите средби го отвори. Јас имав во 3 наврати практично прилика да бидам дел од неговите средби. Така што сигурно и кај опозицијата ова прашање било отворено. Мислам дека на некој начин сите политички актери, вклучувајќи ја и опозицијата и нивниот лидер Мицковски, се пред тест дали тоа што во сите програми постои, највисокиот приоритет е европската интеграција, заживувањето во Европската унија, го пишуваме и го велиме како декларација, или сме спремни да се вложиме во тоа. Ако еврокомесарот, кој што очигледно е наш сојузник и работи на таа агенда, да го направиме конечно овој пробив, да влеземе во заслужената следна фаза, ако тој вели важно е ова да се донесе во сегашниот парламентарен состав, ќе се види дали сме само декларативни во заложбите
И едноставно е, кој нема да гласа и нема да учества во таков закон, во кој што се вградени сите забелешки и сугестии на Европската комисија, не е чесен и искрен пред гласачите и пред граѓаните, кога вели сакам ЕУ, меѓутоа не сакам да го правам тоа што ЕУ сугерира дека треба да се прави, за да се успее. Така што имаме сега еден тест, дали ќе можеме ова да го издигнеме вон изборниот контекст и во тој случај во март, можеби, би можеле да прогласиме една заедничка победа. И на владеачката коалиција, и на опозицијата, на цел народ, на некој начин, и на целото општество, или ова ќе го направиме предмет на меѓупартиски претокувања. Проблемот на тој период е што ваквите шанси, кои што беа почести во минатото, меѓутоа ние не бевме доволно смели и можеби со пократка малку визија за да се впуштиме и да бидеме спремни за да зграбчиме шанса, овие шанси доаѓаат се поретко и поретко. Европа не е предвидлива како што беше. Така што не знаеме кога ќе дојде следната. И не може динамиката на нашите домашни избори да влијае на волку крупни прашања од највисок национален интерес. Мора да научиме да ги згрбчуваме, да ги создаваме и да ги користиме шансите. Според ваши сознанија, дали има волја кај политичките партии, дали има сенс за ова што го говорите, да се донесе законот пред распуштањето на собранието? Ќе дознаеме многу брзо. Последниве денови, недели, собранието има можеби 4 седмици работа. Мислам дека наша задача е во рамките на црвените линии од Брисел да има одговорност, да нема скриена амнестија, да се работи на сите случаи, да продолжат со работа обвинителите кои што работеа на тие предмети и освен оние што се искомпрометира и така натаму и така натаму. Наше е да работиме со секој пратеник поединечно, бидејќи немаме луксус да пропуштаме историски шанси. Очигледно пред нас е една историска шанса. Премногу генерации изгубивме. Кога веќе говориме за правосудството, случајот Рекет, колку отварањето на овој случај не приближи или не оддалечи од Европската унија? Јас ќе бидам искрен, кога негде кон средината на минатата година разбрав за ова, меѓу другото не само како носител на позиција и така, туку и како граѓанин, ми е надежта за правда. Кај граѓанството беше врзана за оваа институција. И од тука одговорноста на СЈО е многу повеќе кратно поголема од одговорноста на срамот што не го донесоа тие за кои што имаме индиции за големи злоупотреби и криминал. И сега тој тип на ќе видиме сега, уште нема во еден дел имаме една правосилна пресуда. Ама тој тип на тргување со една таква благородна мисија, трговија со правдата, нас како општество ни влијаеше многу лошо во смисла на доверба дека таа работа воопшто е можна. И мислам дека сега таа надеж можеби е кај некои индивидуални чинители во правосудството, можеби е исто така кон антикорупцијската комисија, која се покаже дека удира и лево и десно и во центар насекаде, без некои партиско или политички призми. Ама од друга страна, плусот е што системот загриза. Што тоа не е пикнато под килим, туку е излезено на виделина, лупата на јавноста е врз случајот, имаме процес кој што во наши услови компаративно може да се каже дека се тера релативно ефикасно, така што покажавме дека за разлика од порано, кога оваа работа можеби немаше да ја да знаеме како јавност,
системот реагира, меѓутоа останува едно чувство на горчина. И во смисла на европската агенда има едно плюсче во реакцијата на системот, меѓутоа има и минус кој што веројатно е поголем од плюсот во тоа како се прецепира нашата приказна, нашите напори и така. Ке беше многу подобро да немаше таква работа. Често пати објавувате интересни статуси на Facebook. Овој ми се биде најинтересен и во контекст на се што се случува во нашава земја. Само тој што не весла има време да го ниша чамецот. Кој ниша, а кој весла во нашава земја? Не сум сигурен во кој контекст сум бил инспириран, веројатно тие денови. 15 октомври, мислам дека тоа беше Советот, Европскиот Совет. Да. Пораката тука е, ние имаме една парадоксална ситуација, каде политичките сили кои ја изгубија препораката во 15 и 16 година, кој што не редуцира како тема во ходници и на некој начин како еден безнадежен случај, кој што живее од споровите со соседите политички, наместо да вложат политички капитал да ги решат, за да живеат граѓаните и за да има иднина, тие реагираа со критики, и тоа јас го велам, немање, како да кажам, јасна морална оска и чист образ. И баш е мешање на чамецот, нели? Ако веќе не веслаат по смисла на влог, барем да не одмагаат. Тоа веројатно ми била параката. За жал, мислам дека ние уште не сме на дереже да не е многу битно кој ќе победи на изборите на 12 април. Нема надпревар кој ќе весла побрзо, кој ќе го чува бродот постабилен, со помалку нишење, туку е во курсот. И таа една некокерентна збунувачка порака, да речеме, ќе ја ставиме татковината на брзата патека, на автопатот кон Европа, ама ќе ги срушиме мостовите што се изградени, ќе го расипеме компромисот што е постигнат, например, со Преспанскиот договор, еден нечесен однос кон темите битни за македонскиот народ, една конфузија околу името и терминологиите, тоа дека на многу места ние бевме поранешна Југословенска република Македонија, дека моравме да подпишуваме договори со официјалниот јазик на поранешна Југословенска република Македонија. Тоа што наместо битката таму каде што е местото да биде на правото на самоопределување, беше на античкиот период 2000 години наназад, не е честно. И затоа мислам дека немаме еден нормален политички надпревар на тоа кој е поработлив, кој е покреативен, кој е почесен, кој е поодлучен, туку е за курсот. И таа најава, да речеме, дајте ми двотретинско мнозинство, ќе поништам, што ќе се постигне со тоа? Дали НАТО членството беше условено со решавање на тој проблем или не? Зошто од 2008 година натаму немавме покана за членство? Зошто сме сега на прагот на реализација на една од стратешките цели? Затоа што го решивме прашањето што не блокираше. И сега тој вели, ова ќе го отворам пак како прашање. Што значи тоа? Дека НАТО членството нема дека од тоа ќе се откажеме, дека ќе се откажеме од оваа историска шанса за овој клучен исчекор кон Европска... Мора малку
Искрено. Тука, значи, се осврнувате на изјавата неодамна на Христијан Мисковски. Мислам дека пред нова година беше дадена, дека доколку дојде на власт по изборите, со двотретинско мнозинство ќе го укина Преспанскиот договор. Овде кусто ве прашувам како ја толкувате таа изјава и ако нешто наговестивте како предизборен маркетинг или реална можност? Тоа е еден наратив што може би по нивна проценка кај делот гласачите има може би оддек, или има некако резонира и може би привлекува, ама не што после. Нели ние не видовме дека ова беше тежок компромис, каде што двете страни се ги постигна основните, базичните принципи. Кај нас тоа беа идентитетските прашања, кај нив тоа е една долга тема да не елаборира, ама и таму имаше протести, и таму помина тешко тоа прашање и сега ако одиме по постигнатото на тоа прашање предходно, Дали сметате дека толку е лесно да се укина Преспанскиот договор? Меѓународен договор, бидејќи Мицотакис не го укина откако дојде на власт во Грција. Иако најавуваше беше против. тој е правно дел од нашиот домашен правен систем, тој е дел од меѓународното право, а политички е еден договор што беше од сите страни во демократскиот свет истакнат како извонреден дипломатски успех. Федерика Мегерини, на некој начин дури земајќи си кредит делумно успехи на европската дипломатија, Хајко Маas, германскиот МНР, вели оваа година добрите вести доаѓаат од Балканот. Од сите страни беше така издигнат. И политички, и правно, тоа е работа што не може да се направи. Ама може да се користи во предизборие. Со не баш искреност во приодот. Ако има искреност, тогаш треба да се каже која е алтернативата, што ќе се стори и така, на колку време тоа ќе се, колку е тоа известно. И мислам дека ние како народ веќе сме доволно зрели, се соочивме со нашата реалност, си преземавме одговорност за нашата судбина и мислам дека ќе го почувствува тоа народот некаде внатре, ќе го, така што не сум баш сигурен колку може би кај некои групи, ама генерално мнозинството тоа ќе го почувствува. Што ни е каде нас ни беше стравот од додавање на придавка кон именката Македонија. Тоа дури лингвистите гледам не баш често го потенцираат. Географската одредница е придавка северна кон името Македонија. Стравот ни беше да не бидеме тоа што сме, македонци што зборуваат македонски јазик, тоа е суштината. Инаку ние сите знаеме дека од историскиот регион Македонија, нашата држава е во еден дел. Тука е исто така дел од суштината во тој спор. И треба да бидеме честни кога го зборуваме за тоа, кога го објаснуваме тоа. Каква ви е соработката со владата на Киријакос Мицотакис? Неговиот став беше против за време на нивната предизборна кампања, против договорот од Преспа, но тој неодамна изјави дека нешто што е подпишано не може да биде поништено. Наративот го смени од предизборите до поизборите. Како тече имплементацијата на договорот од двете страни? Дали има препреки? Договорот се спроведува, може би динамиката секогаш има простор, во смисла на динамиката да биде подобра, меѓутоа во голем дел договорот се тече и таму каде што има повеќе обврски за нас, и таму каде што има реципрочни обврски, да речеме Комисијата за трговски марки имаше средба, скоро ќе има средба и Комисијата за новите гранични премини, нешто што отвори како можност овој договор.
Мислам дека со владата на премиерот Мицотакис успеавме да изградиме доверба, да имаме односи на разбирање и да бидеме свртени кон можностите и кон иднината. Грција е наш сосед и нивната поддршка на нашиот европски пат ни е многу значајна и можеме многу повеќе да добиеме ако ние сме на некој начин природни сојузници по решавањето на ова тешко прашање што долго време не раздвојуваше практично од независноста. Тоа е комплексен еден однос, не е едноставен, меѓутоа трендот е апсолутно позитивен. Во контекст на Европската унија, неминовно и прашањето за Бугарија. Вчера Вархеј напомена дека евроинтеграцијата на земјата зависи од натамошната имплементација на договорот од Преспа и на договорот за добрососедство со Бугарија. Формиравме комисија, почна со работа, отвори одредени прашања, меѓутоа на наша страна, на наше барање, односно на барање на историчарите од македонската страна во комисијата на некој начин сега е во формално мирување, иако мислам дека имаат неформални средби, со цел предизборно да не се искористи прашањето што се отвори таму во нашиот предизборен период. Прашањето за јазикот го отворија бугарите. Дали сметате дека евентуално можеме да очекуваме препреки од бугарска страна, можеби не за почеток на преговорите, но понатаму во отварањето и во затварањето на поглавијата? Тој договор на некој начин го регулира механизмот како да се решаваат прашањата и разликите. Дека ќе бидат решавани на пријателски начин, дека има комисија за прашањата од историјата. И тука е разликата меѓу едниот и другиот. Односот, Бугарија е членка на ЕУ, ние сме земја кандидат и сакаме да почнеме пристапни преговори. Така што политички и со договорот, и без договорот, меѓу другото со договорот, на некој начин Бугарија е насочена да не поддржува во нашите чекори кон Европската унија. Сега, ако е целта да бидеме блиски на крајот на овој еден исклучително деликатен историски процес, не само по прашањата што ги третира, туку по тежината и деликатноста на тие прашања. Ако е целта на крајот да бидеме вистина блиски и вистина пријатели, мора низ тој процес да има почитување на достоинството и на идентитетот на соседот. Историчарите, нели знаеме сите, меѓу другото разговараат и за хероите од минатото, меѓу кои за Гоце Делчев, па се повикуваат на негови писма изврни, на некој начин, користејќи го во тој даден историски контекст, неговото самоопределување. Такво исто право имаме и денес живите македонци. Прашањето на јазик и на идентитет во меѓународното право не се предмет на признавање од друга држава. Меѓутоа, тоа што е предмет на признавање е нашето право, ние да кажеме кои сме и каков е дека зборуваме македонски јазик и така натаму. И сега, многу ќе би практично е невозможно овој процес да се одвива кон зближување и здругарување, ако го нема овој почит кон сегашноста. И исто така, историските прашања нема да можат објективно да бидат, да се најде разбирачка, ако ние се чувствуваме загрозени за тоа за денес. Дека сме македонци, дека зборуваме македонски јазик. И затоа е многу деликатен процесот и мислам дека ќе застрани ако има тука позиција од тој тип. Ние сме внатре, тие се надвор, на вакви прашања во Европа, две соседни држави, објективно два блиски народи во 21. век, нема да може баш така
да се обвинува овој процес. Меѓутоа, оваа ситуација ќе беше и без, има аналитичари кои велат, ќе беше веројатно по-тешка да го немавме договорот. Така што ова ќе трае и ќе треба многу вложување и нега овој процес. Нема да биде баш едноставен и преку ноќ. Ама мора да заврши како што треба да заврши. Да се префрлиме на Министерството за надворешни работи, неговото функционирање. Новиот закон за надворешни работи помина на владина седница. Имаше и една јавна расправа за законот. 80% од дипломатите е предвидено со законот да бидат кариерни. Со новите назначувања, мислам дека тој процент е и надминат, и со стариот закон. Прво, до каде е процедурата за назначувањето на последниот бран на пополнување на дипломатско-консуларните представништва? Законот, прво ова, последното. Најверојатно, најбрзо ќе бидат упатени тие кои што одат во мултилатералните центри, да речеме Советот на Европа, бидејќи таму е поедноставна процедурата. За билатералните во фаза сме на чекање на согласност, односно агреман од односната држава, каде што е упатен, каде што ќе бидат упатени односните амбасадори. Убаво ќе биде овој процес да тече во балансот меѓу принципот и уметноста на можното во политиката. Мислам дека имаме еден добар баланс. Никогаш во историјата на македонската дипломатија не сме имале толку кариерни амбасадори. Не само формално, да речеме, ако сакаме вас да ве пратиме амбасадор, па да ве вработиме во МНР, да поминете тука неколку месеци и ве праќаме надвор како кариерен од МНР сте. Такви сме имале 7 во претходниот период, сега немаме ниту еден. Огромен дел од кариерните амбасадори се луѓе што 20 години работат во Министерството, што носат товар, што знаат што прават. Така што во таа смисла, мислам дека можеме да бидеме задоволни. Дај Боже, ваков пристап да успееме да направиме во другите важни сектори во нашето општество. Повеќе од професијата, малку од политиката. Во образованието, во здравството, мислам дека добар тренд и пракса во споставуваме, што нема да биде лесно драстично да се прекрши. Па да се вратиме назад на 80, оти претходно сме имале 1/3 во реалноста кариерни, 2/3 политички. Сега е сосем свртено, па дури унапредено со над 80%. За законот можам долго да зборувам, беше правен овде, користевме и неколку странски искуства, имавме совети од британското министерство, од Foreign Office, од холандското МНР. Целта е да се воведе повеќе ред и предвидливост во кариерите, малку врзување на рацете на министерот, сега моите и сите идни министри, дискрецијата да не биде преголема, да има критериуми кој може да биде директор, кој може да биде помошник директор, кој може да биде кариерен амбасадор, има услови. Ги издвојуваме дипломатите од системот на јавни службеници, бидејќи имаме големи проблеми во спроведувањето на таа легислатива, заради тоа што ние работиме со странство. Луѓе одат во амбасада, па се враќаат тука, и тие што се тука, секој вработен во МНР мора да има безбедносен сертификат, бидејќи работиме со доверливи информации, системот на оценување, двојноста на звањата, и дипломатски звања и административни звања прави многу тешко. Ќе се воведе ред сега со новиот закон во однос на дипломатските. И целта е, имаме дипломатски звања, платата се пресметува врз основа на дипломатските звања, има една предвидливост, после известно ниво нема автоматизам во напредувањето. Оценката кој вистински се истакнува не е само на министерот, односно на политичкото раководство,
туку е на едно колективно тело каде има високи дипломати. Тоа е во суштина целта на законот. Каква ќе биде динамиката не знам, има уште многу малку време со овој состав. Ние од ЕУ имаме поддршка да ставиме на законот и европско знамеце, бидејќи промовира мерит. Нели, едно од целите во реформите на јавната администрација, меѓутоа политички не знам колку е здраво на тој забрзан начин да помине. Мислам дека е добро да се судрат сите аргументи, па макар изгубиле малку време. Очекувате да се донесе во сегашниот парламентарен состав и дали имате поддршка од опозицијата за овие законски решенија? Ќе видиме, чекаме на некои средби. Првите индиции не се посебно позитивни. Ќе видиме. Ние имаше една реакција негативна од вториот, помалиот синдикат, ново создадениот. Ќе ви забележавам, мислам, за издвојувањето на дипломатските службеници и направија паралела како... Нешто што сите дипломати, јас оваа куќа многу добро ја познавам, бев тука од 96-та година. Тоа е нешто за што се залагаат практично сите дипломати од тоа време навам. На што се должат нивните забелешки? Па мислам дека како тргнало ќе дојдеме до една сосем извртена ситуација, политичкото раководство да се залага за професионализација, а помалиот синдикат да се залага за политизација, ако вака продолжат да течат работите. Има, например, реакција зашто имаме интерни конкурси за редовна ротација. Тоа беше лани во декември, нешто што е многу нормално и на што изборите не смеат да влијаат, бидејќи на тие конкурси се пријавуваат луѓе што се овде вработени, дипломати. На некој начин таа поплака имплицираше дека изборите имаат улога во тоа опатување во работата на тие комисии и така натаму. Меѓутоа едно по едно, прашање по прашање и нив ќе ги убедиме. Интервјуто го правиме во момент кога со земја во управува техничка влада. Не чекаат избори. Ме интересира вашето мислење за концептот техничка влада. Првично беше воведен како модел за да се надмине кризата, согласно Прежинскиот договор, меѓутоа стана законска обврска. Колку концептот техничка влада треба да се применува и понатаму? Дали тоа демократизира земјата, придонесува за соработка на власт и опозицијата во владата што ги подготвува изборите, или на некој начин прави паралелни институции додека таа функционира во тие студен? Јас ја нарекувам пржинска влада, нели? По договорот од Пржино. Лично мислам дека тогаш тоа имаше смисла, бидејќи според наводите на Европската комисија, меѓутоа и State Departmentот, и Freedom House и многу други реномирани институции, еден човек и тесен круг околу него решаваа за премногу работи. И беше загрозен и изборниот процес, во смисла на јавни службеници по 5 луѓе со мобилни, со адреси, функционери по 15 луѓе, државни инспекции по приватни компании, по тој тип на приписоци. И сега за тоа ние чувме. Таму знаеме сите што цел народ го чу тоа преку така наречените бомби. Тоа мислам дека имаше смисла, бидејќи таква силна контрола, злоупотребувајќи ја државната власт, оневозможува фер надпревар, фер избори. Ова сега, може би како второ, со други улоги, тогашната власт сега опозиција и обратно и така натаму, еве не знам, може би има смисла, меѓутоа на долг рок, ако сме земја каде функционира институциите, ако имаме таква амбиција, мислам дека ова одзема од време од работата. Ние имавме 6 месеци игрите со мандатот, кои што завршија со трагичниот 27 април 2017 година.
Потоа губевме во оние периоди каде многу малку нешта може да прави владата заради изборите. Така беше период пред локалните избори, период пред председателските избори. И практично чист мандат, каде може да течат работите без тие законски лимити предизборни, е помало од 2,5 години. Може би близко до 2 години, преполовен мандат. И сега ние за 2 години ги направихме сите овие работи што во стратешкиот дел посебно видливи. Еден крупен исчекор напред. Мислам дека веројатно после овие избори треба да се направи еден политички консензус, бидејќи ќе биде тажно ако има овој степен на огромна недоверба и битка на се или ништо. Мислам дека тоа мораме да го надминеме. Имаме поголеми амбиции од тоа. Што очекувате од престојните избори? Политичка култура, ниво на политичка култура. Очекувате ли да се соочиме со голем број лажни вести, оцрнување на противникот? Да. Во однос на водењето на кампањата. Не во однос на резултатите. Мислам дека ќе има една таква збрка. И со лажни вести, и со напади врз личноста, повеќе за кој, помалку за што или за како. Вообичаено, колку повеќе политиката е навлезена во општеството, значи колку повеќе на граѓаните им зависи кој седи во владата, во смисла дали може да аплицираат на конкурс за вработување, да завршат друга работа, да учествуваат на тендер за пари на граѓаните, јавни пари и така натаму. Значи, колку повеќе е навлезена политиката, толку по-сурова е битката меѓу политичките чинители. И нашата следна голема стратешка битка, за да не биде, е токму дома, врзано со тоа, со клиентелизмот и со корупцијата. Имаме дополнителен проблем, каде имаме работа со една политичка сила која што, за разлика од другите делови на општеството, не помина низ катарзата. Значи, нема тука јасна дистанца од тоа што го слушнавме, нема јасна дистанца од сегашниот нивен почесен председател, Груевски, нема јасна осуда, напад врз уставниот поредок, мирен премин на власта после избори, за тој што има обезбедил преку коалицирање или на друг начин или самостојно мнозинство во собранието. Тоа да се обидува да се брани со патриотизам во наводници и така. Значи, не може да е патриотизам уставниот поредок на својата татковина да се... Нема за тоа оправдување. И сега, ако нема јасна дистанца од тоа и сосем друг стил на водење политика, не дека на другите страни не е идеална ситуацијата, ама мислам дека тоа ја прави работата и нивната одговорност е во купот, како влог. И затоа мислам дека ќе биде сурова за жал битката и ќе треба многу мудрост и трпение кај граѓаните, а од друга страна пак за нив се работи. Може би ќе биде целта да биде таква, луѓе да речат да бидат заситени од политика. Меѓутоа, политиката, сакале ние или не, целиот живот не зависи од политиката. Дали ќе да биде на крупен план, како воздух дишиме, дали има доктор каде и дали го бива, каква е учителката на детето, какви ни се платите, дали сме здравствено осигурени или не сме, каква ни е пензијата, дали се чисти улици, се е тоа политика. А граѓаните зборуваа, кај нас суверенитетот произлегува од граѓаните по уставот, кога гласаат. И мислам дека треба да кажат граѓаните преку гласање за сите овие нешта. Во зависност од исходот на изборите, доколку имате можност, дали би прифатили уште еден мандат на оваа позиција? Или кои се вашите планови за
иднината? Имам Барем за блиската. за блиската иднина, главниот фокус ми е европската агенда, заради историската шанса што се назира. Тука мислам дека не треба многу да даваме надеж, треба да сработиме се и повеќе од тоа, без при тоа да бигаме, бидејќи не е корисно. Имавме искуство. Имавме такво искуство и треба да сме зрели во таа смисла, меѓутоа мора да направиме се што можеме. И има неколку седмици и месеци, јас тоа го чувствувам како незавршена мисија на некој начин и сакам, ќе се вложам целосно во тоа, ќе се вложам и во на еден или на друг начин, уште не знам точно како, во кампањата и предстојниот политички надпревар, а што после немам размислувано, ако имам таква прилика, веројатно ќе биде негде каде што ќе мислам дека ќе можам да направам разлика, каде што ќе ми биде предизвикот, некоја од овие покрупниве стратешки битки. Мислам дека ние патот во надворешните работи, ако го завршиме и тоа, пробивот кон ЕУ, мислам дека кон внатре ни е поголемиот предизвик во следниот период. Внатрешните реформи. Да. За крај би поставила едно прашање во врска со мемуарите што ги најавивте во минатогодишното интервју за МИА. Тогаш правевме паралелно интервју со поранешниот министар за надворешни работи на Грција, Кодзијас. Тогаш ни најавивте дека ќе пишувате мемуари за Преспа. До каде сте со мемуарите? Дали почнавте? Направивте некаков насрт? Повремено размислувам за тоа, сега вие ме подсетивте со прашањето, ама за жал уште не е во план. Имам некои белешки, за да не ми избега како да внатрешниот наратив, чувството. Со тие сите моменти нагоре, па надоле, па нагоре пак и така. Ама кога чувствувам тоа, мислам дека треба и ќе биде корисно и здраво тоа да се направи. Веројатно Никос Кодзијас е во предност сега во таа смисла, можеби е прилично напреднат ако на тоа работи, ама ќе дојде време еден ден, мислам дека тоа треба да се направи и мислам дека тоа ќе помогне, ако е направено сосем со отворена душа, ќе помогне и за оваа страст што уште ја буди тоа прашање. Меѓународот, разликите и така натаму. Не може да се работи на едно прашање што толку многу влегува во емоциите на сите нас, ако не се има љубов и спремност да се понесе тој товар, љубов кон народ. И мислам дека тоа може да се објасни само низ таква една лична приказна. И затоа е важно. И благодарам за интервјуто за МИА. Благодарам на можноста. Ова сега на некој начин новогодишна, ама веќе навлеговме во оваа 2020, да посагам и на МИА и на вашите читатели и гледачи една прекрасна 2020 година. И благодарам и на вас исто така. И европска нека не биде. Благодарам.